живот за богатство, сделка. Во некое племе, примитивно племе, имало закон според кој премиер избирале секои 4 години. Не станува збор за нашата земја, некој племе во Африка. И оној што бил избиран, можел 4 години да прави што сака. Полна слобода, цела власт, апсолутна власт, можел да краде, да лаже, се што ги посака. Ама имало еден друг закон, после тие 4 години, тој премиер, според закон, треба да биде суден и секој можел да го критикува, да го исмева, да го маловажува и на крајот треба да биде екзекутиран. Таков бил законот. И она што најмногу изненадувало е дека секогаш имало дури многу кандидати. Тоест, луѓе кои биле согласни да го за 4 години власт и задоволство да си го жртвуваат животот. Тоест да си го сменат животот, да го трампат својот живот за 4 години на власт, семокност во тоа племе. Нешто слично Господ Исус им кажува на учениците, тоест во неговата проповед, вели каква е ползата, како има смисла некој да си даде душата, а душа всушност или зборот психе значи живот, не само душа, да си го даде животот за богатства. Тоест, дури сите богатства на светот да му ги дадат, дури да успее да ги спечели сите богатства на светот, каква ќе биде ползата за него ако загуби својата душа или својот живот. И како во случајот со тоа племе, повеќето луѓе денес ја прават таа трампа, безумна, тоест за земни работи се разменуваат душата, се дават душата. Тоест прават таква или безумна сделка. И таа трампа или таа сделка е лајт мотиви за музика и за филмови и во романи. Единствениот издаден роман на Оскар Уайлд, портретот на Дориан Греј, нели и филмован, познат, и таа е приказната внатре. Некој човек, Дориан Греј, на кого бил направен портретот, еден уметник, кој така бил восхитен од убавината на Дориан Греј, па и своите чувства кон него ги изрел во портретот. Потоа се запознал со некој лорд, кој почнал да говори за хедонизмот и минливоста на убавината на човекот и младост, така натаму. Во еден момент решил да направи сделка, тоа да се даде душата со тоа што тој ќе остане млад, а портретот ќе старее, се предал на разврат, на неморал, на живот на зло. Дури го убил лордот по едно време. На крајот гревот толку го притиснал и вината и сите работи што сака се одврати, ама немало можност и на крајот морал да прободе нож во портретот, што всушност значило забивање нож во самиот себе си, и наеднаш сето зло се префрлило врз него во неговиот изглед, а портретот станал млад. Тоест, се она што правил во животот, на крајот се видело неговиот изглед, на неговото тело. Сето зло се станало видливо. Значи, тоа е таа сделка. Луѓето се спремни на се, да дадат секакви ветувања и најбесмислени, за да стекнат власт. До таму да стигнат во своето понижување, за 4 години власт и самоволие. Да се вратиме на овој текст. Христос поставува такво прашање, каква е смислата и цел свет да го освис ако ја загубиш душата. Тоа прашање го поставува во еден многу клучен момент на неговата служба, 3,5 годишна служба. Веќе поминале повеќе од 2/3 на земното служење. Тој снаги некаде во северните делови на Јудеја, земјата Кесарија Филипова, поминал веќе во тие повеќе од 2 години служба низ цела Јудеја, Галилеја, Самарија, дури излегува и надвор од ветената земја.
многу чуда направил до тој момент, многу проповеди кажал и доаѓа во еден момент кога тој дава одговор на едно прашање кој постојано лебди во воздухот, прашање кој сите го поставуваат, сите се чудат кој е тој што прави такви работи, ги прашува учениците и конечно открива кој е тој. Дека тој е Месијата кој доаѓа да го даде својот живот за луѓето. И од тука натаму Христос го насочува својата патека на движење кон Ерусалим, каде што треба да заврши тоа земно служење. И неговата служба повеќе фокусирана сега кон учениците, неговите проповеди се повеќе насочени кон учеништво, тоест учениците да бидат подготвени за оно што следи после неговото вознесение. Така да, еден клучен момент во службата на Христос, пресмртница и во неговата служба и во служењето на учениците. Тој конечно јасно им кажува кој е тој и кој е смислата на неговата служба. Таа пресмртница пак е или сцената за таа пресмртница е ова чудо што го прочитавме, тоа е исцелението на човекот во Ветезда. Слепиот човек, исцелувањето на слепиот човек во Ветсаида. Го прочитавме, нема да говориме за него, нема да го читаме повторно. Што се случува? Влегува во градот, му носат слеп човек и она што е помалку чудно, тој го носи надвор, таму каде што нема луѓе. Го повикува, го изнесува надвор од градот и го врши тоа исцеление. Ова е специфично чудо, биде по неколку работи, особено етапноста во која што Христос го врши исцелението. Прво, го прашува дали гледа, тој гледа, но не баш како што треба и потоа конечно го исцелува. Но и другото оно што е специфично е начинот на кој што го исцелува, тоа е плунката која користи за исцеление. Буквално плука во лице и така го лекува. Денес да плукнеш човек во лице е презир и понижување. Особено некога, сега во време на пандемијата, е строго забранет. Може да те осудат на смрт. Во тоа време Христос така прави неколку чуда. Не само овој човек, тој во Јован 9 глава лекува еден слепороден просјак, плука во земја, прави кал и му е мачка на лицето, тоест на очите, и еден во 7 глава во Марко, еден глувонем човек го лекува с тоа што плукнува на раците ги става на ушите и така го лекува човекот, глувонемиот човек. Сега, зошто е тоа така? Зошто ја користи плунката? Некои сметат дека Христос дејства во согласност со верувањето на луѓето и тогаш и денес некои веруваат дека човечката плунка има лековити својства. Сега, потврдува дека кучињата, плунката на кучињата има некои лековити бактерии или не знам состојки, но луѓето веруваат и дека човечката плунка може тоа да врши таква работа, но во никој случај не може да врати вид, не може да исцели слеп човек. Така да поверојатно на друго толкување, според кое плунката има символика, вклучува во себе богата символика, она како што маслото или помазанието со масло е символика за симнувањето на Светиот Дух или дејството на Светиот Дух, така плунката има во себе содржа символика. Именно плунката е видлив израз на она што излегува од човекот при неговото говорење. Ако во говорењето гласот е звучниот израз на говорењето, тогаш плунката е видливиот, оној физички израз, зашто кога човек говори, излегуваат капки од неговата уста. И затоа треба да носиме маски сега. Ако човек не говори воопшто, нема потреба од маска, или ако не кашла или не кива. Но ако кога ќе почне да говори, излегуваат капките, бидејќи говори. И после секоја проповед, јас се зачудувам мојот дисплеј како изгледа. Тоа е еден расадник на бактерии, затоа не е препорачливо друг да го допира. И заради тоа, мнозина сметаат дека Христос го врши тоа дејство за да го сврти, насочи вниманието
кон неговото слово. Сите чуда што Христос ги изврши беа преку силата на неговиот збор. Христовото слово е силно, Божото слово е силно, действува. Има моќ. Сите чуда и самото создавање на целата Вселена беше преку збор, преку Божото слово. Господ Бог ќе кажеше и се извршуваше тоа што ќе го каже. Така да, идејата овдека е дека чудата се случуваа со волјата на Бог, искажена во неговото слово. И во таа смисла Божото слово и ние што го имаме денес е мокно слово, силно слово. Треба луѓето да веруваат на словото. Треба луѓето да го барат словото на Бог. Зашто тоа има сила, моќ да променува, да спасува, да преобразува човечки животи. Така, тоа е едно од толкувањата во кое што и јас верувам, символиката на употребата на плунката во овие Христови чуда. Другото нешто што го гледам овдека е тапноста, и тоа е единствено чудо во кое Христос на 2 пати прави едно исцеление. Прво го прашува, гледаш, и тој вели, гледам, ама луѓето се како дрвја, тоест гледам силуети. И пак требаше Христос да го допре, и пак и повторно веќе го праша и тој прогледа. Некој велат, не беше доволна силата на Христос првиот пат и требаше тој уште еднаш да интервенира. Тоа не е воопшто така. И треба да го сватиме ова чудо во целиот контекст на нештата кои претходат и следат. Ако прочитаме малку претходно и она што следи, ќе видиме дека станува збор за верата на учениците, која е стигната до еден момент, меѓутоа не е целосна, тоест разбирање за Христос кое доаѓа до некоја вистина, но не е целосна. Тоест разбирањето или представата, погледот што ги имаат учениците за Христос е донекаде изграден, но не е целосен. И посебно овдека станува збор за чудо на враќање на вид на слеп човек. Враќањето или лекување на слепи луѓе е чудо во Библијата кое е ексклузивитет само за Христос. И тоа е месијански знак во Стариот Завет. Исаја, Псалми и така натаму пророкуваат дека Христос, кој ќе дојде Месијата, тој ќе враќа вид на слепи. И нема друг таков случај во целата Библија, нито во Стариот, нито во Новиот Завет, друг освен Христос да вратил вид на слеп човек. Зошто така? Бидејќи самото слепило исто така вклучува голема символика. Гледањето или негледањето е една голема метафора за темнина и светлина. Луѓето кои гледат светлина, имат јаснотија во животот. Знаат што има пред нив, знаат каде одат. Луѓето кои не можат да гледат се во темнина. Тие не можат да... Нив им треба помош или ќе се загубат. Тие се во темнина, лутаат во просторијата. Ако се загасиме овдека и нема од никаде извор на светлина, ќе се збуниме. Ќе почнеме да се удараме, да туркаме столови, зашто сме во темнина. Во таа смисла, слепилото во Библијата и враќањето на видот на слепиот човек е нова символика на состојбата на светот, кој е во духовна темнина. Човештвото е во темнина, е загубено во таа темнина. Човекот без Бог во темнината лута во животот и не е свесен за опасноста кон која се движи, вечната опасност. А избавувањето од таа темнина е нешто што само Бог може да го направи. Нешто што може да се случи само преку верата во Христос. Затоа враќањето на вид на слеп човек е чудо што само Христос можеше да го направи. За да се покаже дека спасот од духовната темнина е само преку Христос. Христос само може да даде светлина на овај потонот свет во темнина. Тоа е символиката. И сега овдека е тапноста. И тоа е многу јасно покажано во случајот со учениците. Тоа враќање на видот, или таа јаснотија духовна, не е нешто што наеднаш се случува. Суштината на духовниот растеж или духовното созревање е на се појасното гледање на вистинските вредности во животот. Се појасно осознавање која е смислата на живот. Се појасно осознавање на што она што треба да го бараме во животот.
што е кон што треба да се насочуваме во животот. Кој е вистинското богатство во животот. И тоа доаѓа или се гради, созрева преку верата во Бог и со годините се развива. Младите луѓе мислат дека знаат се, но со годините тие разбират колку малку знаат. А посебно пак во духовен поглед, кога некој ќе поверува, и тоа сум го гледал многу во животот, некој ќе поверува веќе мисли дека знае се. И денес, особено има такви случаи во харизматските цркви, денес ќе поверуваат, јутре веќе пророкуваат. И те кажуваат што Бог има за тебе, какви чуда ќе прави во твојот живот. Не, духовниот растеж е работа на заедништво со Бог, градење на таа врска со Бог и острење на тој духовен вид. Тоа гледаме во животот на учениците. Тие беа повеќе од 2 години со Христос. И тие имаа некаква представа за Христос. Но каква беше таа? Докаде беше изградена, може да видиме во текстот што следи веднаш после тоа чудо. И му каже од кого оздраве, му каже да не се враќа назад, зашто и на учениците им кажа истото, кога веќе откри кој е Христос, кој е тој, истото им го каже и после ќе ви кажам зашто Христос забрануваше, зашто чуваше таа месијанска тајна. И што се следува после тоа? Го исцелува човекот, продолжуваат да одат низ тие земји во Кесарија Филипова и се насочува кон Ерусалим. Од тука, од несеверниот дел на Јудеја, тргнува кон Ерусалим, кој е во јужниот дел. Се насочува кон неговиот крај, крајот на службата. И ги прашува, кој сум јас? Што мислите кој сум јас? Што велат луѓето? Едни велат дека си Илија, други велат дека си Јован Крстител, некој велат дека си некој друг пророк. Во секој случај, луѓето во Израел имале високо мислење за Исус Христос. Го споредуваат со најголемите. Илија е најголемиот пророк за евреите. Така да го рангираат како највисок пророк. Јован Крстител исто така е голем за евреите. Јован Крстител се појавува после 400 години молк, нема пророци, нема слово од Бог, тишина и доаѓа Јован Крстител. Затоа толпи луѓе доаѓаа кај него за да го слушат и да се крстат. Така да високо е рангиран или некој друг пророк кој исто така од висок ранг. Меѓутоа Исус е нешто повеќе и ги прашува, вие што мислите кој сум јас? И навистина учениците, Петар тука кажува, го рангира многу висок, многу повисок. Ти си Месијата. И Петар и Христос вели, така е навистина, јас сум Месијата и никому да не зборувате за тоа. Повторно забранува да се шири таа тајна или таа вистина за неговиот идентитет. Но што кажува Петар кога вели ти си Месијата? Тука го користи зборот Христос или Христос, а во Стариот Завет е Мешијах и во двата случаеви и грчкиот еквивалент и еврејскиот значи помазаник. Тоест, оној кој бил помазан за некаква служба. Во Стариот Завет царот, свештеникот, пророкот и некои други служби биле назначувани со тоа што кандидатите биле помазувани со масло. Преку маслото или тоа помазање со масло било како една символика да се покаже видливо симнувањето на Светиот Дух или симнувањето на Божјото благоволение и Божјата сила и Божјиот авторитет во таа служба. Кога некој е помазан за цар, тоа значи дека Бог го избира и благоволи и му дава сила и авторитет за таа служба, исто како и пророкот и свештеникот. Но, веќе во цар монархискиот период и понатаму, Месијата почнува да се гради учењето за Месијата како за потомок на Давид, кој ќе седне на престолот на Давид и ќе царува, а веќе во меѓузаветниот период, кога евреите се со векови во робство, се менуваат окупаторите, или како империите кои владеат со Јудеја, Вавилон, Персија, Мидија, Персија, античките царства на Александар, па потоа и римјаните, така да во тој период се почна да се гради, да се развива учењето за Месијата, кој ќе дојде како потомок на Давид, но ќе седне на престол, ќе го ослободи народот од сите окупатори и ќе
зацарува едно силно, мокно еврејско, политичко и воено царство. Тоа е представата на евреите за Месијата. И Петар вели, знаеме кој си, ти си Месијата. Меѓутоа, во себе ја вклучува и таа идеја за Месија. И Христос вели, да, така, но никому да не кажувате за тоа. Зашто, да, вие знаете кој сум, но не знаете зошто сум тој. Додека јасно не разберете, а тоа ќе стане дури после воскресението и вознесението, тогаш ќе дојде вашето време да проповедате за мене како за Месија. Кажува Петар, кој е Христос. Христос вели, да, навистина јас сум Месијата, и сега ќе ви кажем, и за прв пат им кажува јасно кој е, што тој треба да направи како Месија. Дека треба многу да страда, треба да биде отворено од старешините, отворено од првосвещеници и законици, т.е. од елитата, од оние од кои се очекува да соработуваат со идниот цар на Израел, т.е. тој ќе биде осуден од еврејската власт. Тепан, мачен од еврејската власт, ќе биде убиен, но по 3 дена ќе воскресне. И тоа го зборуваше отворено, вели. За прв пат јасно им каже, да, јас сум Месијата, но јас ќе треба да бидам мачен и треба да бидам убиен. Тоа е мојата служба и да воскреснам. И порано тој кажал до тој момент, например им каже на првосвещениците, урнете го овој храм, за 3 дена јас ќе го изградам повторно. И тие мисле дека тој збори за Иродовиот храм, меѓутоа тој говореше за себе. Потоа велеше дека како што Јона беше во рибата 3 дена и 3 ноќи, тој ќе треба да биде во утробата на земјата, но тие откровенија или тие проповеди беа метафорички скриени. Овдека за прв пат јасно кажува, отворено. Тоа е през пратниците во неговото служење со учениците. И кога го откри тоа, што треба да се случи, како реагираше Петар? Петар го тргна настрана, пишува, и почна да го прекорува или да го одвратува во другите евангелија, да го разубедува. Очигледно дека различни евангелисти вклучуваат различни зборови за да кажат се што се случувало тоа. Значи Петар почел и да го прекорува, што збориш ти, знаеш, имаш ли памет што збориш? И како така? Не, нема да направиш така. Не, тоа не е начинот. Че се е вклучено. Се треба да ги сватим и учениците. Тие веќе си имаа направено свој план. Тие знае кој е Исус, дека тој е Месијата, веќе си го направија план. Тие сигурно си имале распределба на министерските места. Исус е царот, Петар е премиерот, Матеј деночникот, може би министер за финанси, не, Јуда е министер, тоа е најдобриот министер за финанси, кој што секој пат ќе е полно со пари. Матеј може повеќе економија и така натаму. Они веќе ги распределиле министерските места. И се наеднаш Исус вели, не, јас дојдов овдека, не за да си правите вие земно царство, јас дојдов овдека да ги спасам луѓето. За небото дојдов, да одидете на небото, да имате царство на небото. Тоа е мојата мисија на земјата. И наеднаш се рушат сите планови на апостолите. Тие веќе парадирале како такви, кога влегувале во селата и во градовите, па прават чуда и лекуваат луѓе, демони гонат и така натаму. И Петар, што му вели Христос? Бега од мене, Сатано, зашто ти не мислиш за она што е Божјо, туку за она што е човечко. Ти го менуваш небесното за земното. Менуваш живот за богатство. Бега од мене, Сатано. Бегај зад мене, Сатано. Се интересно, Петар веќе бил зад него. Вели, се заврте Христос и откако ги погледна своите ученици, го прекори Петар. Бегај зад мене. Што значи тоа? Не оди зад мене, туку тргни ми се од патот по кој што јас одам. Петар сакаше да застане на патот на Христос, не на физичкиот пат,
на патот на неговата месијанска служба, на патот на спасението. И затоа вели, бегај од мене, бегај зад мене, Сатано. Зашто единствениот кој стоеше на патот на Христос кон крстот беше сатаната. Не. Сатаната уште постојано го правеше тоа и во пустинята му нудеше еве ти ова, само немој да одиш на крстот. Поклони се, ќе ги имаш сите богатства. Направи ова, ќе ти се поклонат сите. Скокни, сите ќе ти се поклонат. Се со цел да не отиде на крстот, зашто на крстот е спасението на луѓето, тоа ослободување на луѓето од империјата на сатаната. На крстот сатаната знае дека ги губи оние кои му се подчинети. И затоа целата цел или служба на сатаната прво беше во времето на Христос да го одврати тој да не стигне до крстот, а денес да ги одврати луѓето тие да не може да стигнат до крстот. Тоа е целата смисла на службата на сатаната. Тој ќе дозволи луѓето да веруваат во Бог, во Христос, но да не дојдат до крстот и таму на крстот да го побарат спасението. Во жртвата на Христос, преку верата во Христовата жртва, да го најдат своето спасение. Тоа е целта на сатаната. И таа цел тој се обиди преку Петар да ја изведе. Кога Петар му рече, не, ние имаме план, ќе го следиме нашиот план. Нема да одиш во Ерусалим, нема да те убиваат таму. И затоа Христос рече, бега од мене, Сатано. Да. И им каже да не влегу и така. Да. А зошто? Зошто застане пред Христос Петар? Зошто му застана на патот? Зошто го постави човечкото, земното пред Божјото, пред небесното. И Христос го укори. И како се развива понатаму сега ова? После ова следи една многу важна проповед, која е суштината на сето она што го кажува овдека Христос. За онаа замена на живот за богатство, на душа за зло, и на земно за небесно. Ги враќа повторно меѓу луѓето и пред сите луѓе почнува да кажува оваа проповед за носењето на крстот. Што значи да го следиме Христос или Месијата? Кој сака да ме следи мене, нека се одрече од себе, нека го земе својот крст секој ден и нека оди по мене. Што значи да го земе својот крст? Многу христијани кога го зборуваат за крстот мислат на маки. И велат, ако на некој му се падне лоша жена, вели еве го мојот крст, ја цел живот треба да ја трпам. Или пак ако на некоја жена лоша свекрва, таа ми е крстот. Не е тоа идејата, воопшто не е тоа идејата на Христос. Крстот е всушност, овде ќе има паралелизам, еврејски паралелизам. Вели, нека се откаже од себе си. И продолжува, објаснува што значи да се откаже од себе си, да го земе својот крст. И да оди по мене. По Христос се оди со откажување од себе си, тоа е со носење на својот крст. Во древноста, крстот е место каде што се умира. Место каде што ги екзекутираат луѓето. И само во тој контекст можеме да го сватиме крстот. Крстот е умирање. Тоа е крстот. Крстот е екзекуција. Екзекуција на себе си. Екзекуција на егото. На себичноста. Екзекуција на телесното. Но оние желби што не влечат кон земното и не одвраќаат од небесното. Најголемиот непријател на Бог е нашето его. Тоа е вистината. Петар му рече, почна да го одвраќа, почна да го прекорува Христос, заради егото. Зашто тој си направи свој план, како може да му е убаво сега. Ние ќе станеме управници, владетели, ќе имаме власт, ќе царуваме. Христос рече, не, треба да се жртвувате, треба да носите крст. Егото е, убивањето на егото е крстот во нашиот живот. Умирањето за себе си, за да живееме за Бог. Тоа е за да живееме за другиот. Христос рече, любете ги непријателите, молете се за оние што ве гонат. И мојот его веднаш вели, како ве ќе го сакам тој таму, види каков е, што ми прави. Егото се спротивставува на Божјото. Умирањето, носењето на крстот значи умирање
за себе си, за да живееме според Духот, да го следиме Божиото. И глаголските времени овдека се продолжителни, сегашно продолжително време. Тоест, не нещо што ќе се направи еднаш за секогаш, току нещо што секој ден треба да се прави. Секој ден ние умираме. Секој ден човек умира за себе, за да живее за Бог. И таа секојдневна борба. Тоа секој ден, тоа значи секој ден да го носиме својот крст. Секој ден да умираме. Болно е. И Бог ни дава луѓе во нашиот живот, убици на егото. Да. Мене Бог ми е дал краси. А пак Бог вам ви го дал мене. Так, ако многу пати се нервирате, да знаете дека јас сум Божјата волја, преку кого Бог го убива вашето его. Јас сум убиец на вашето его. Тоа сите еден кон друг си го убиваме егото. Бог не дава да живееме заедно и затоа христијанството е заедница. Затоа Бог вели заедно да живееме, зашто еден со друг си помагаме да умираме за себе, а да живееме за Бог, да живееме за другиот. Да. И тоа секојдневно. Секојдневно умираме за себе си, за да живееме за Бог. Секојдневно умираме за земното, за да живееме за небесното. Зашто никој не може и најлошата сделка, најглупавата сделка што може да ја направиме е да го смениме вечното за земното. Тоест душата за богатството. Има луѓе кои велат, јас сум си господар. Јас знам како да си го живеам животот, никој не може да ми биде господар. Никој нема право да владае со мене. Каков Бог? Јас сум Бог. Јас знам како најдобро да си го зачувам животот, јас знам најдобро како да си го реализирам животот. И таквите луѓе обично на крајот на животот осознаваат дека се што имале, всушност и не им требало, и дека и многу од нештата што ги имат не ги ни сакат, и дека животот е така, им отишол, низ прсти, им побегнал животот. Дека не го држале животот, туку животот едноставно го загубиле. Испарил животот од нивниот живот. Што никој не е господар на својот живот. Никој. Или е сатаната господар, влечејќи не кон земните работи, или Бог е господар, кој не влече пак кон небесното. И на крајот се гледа всушност, кога Христос ќе дојде со неговите ангели, на крајот се гледа колку е безсмислен нашиот обид, ние да си го чуваме нашиот живот. Ние да го заштитуваме, тоест ние да располагаме. Зашто на крајот кога Христос ќе дојде, ќе стане сосема јасно дека ние ништо не држиме во наши раце. Дека ние со ништо не располагаме. Зашто на крајот кога Христос ќе дојде, ќе се види дека се е Негов. Дека нашите души секогаш се Негови. Дека тој решава што ќе биде со нашите души. Дека тој е господарот на нашиот живот. Но тогаш, вели Христос, е предоцна. И тогаш јас ќе се срамам и ќе бегам од таквите, кои сега решаваат сами да си го зачуват живот, т.е. да бидат господари на својот живот. И тоа е таа глупава сделка. Најсигурен е оној живот кој се предава на Христос. Оној кој се откажува од својот живот да му го даде на Христос. Оној кој се откажува од својата душа да му ја даде на Христос. И тоа е вистинската смисла и цел на животот. Овој свет се бори за власт. Овој свет се бори за земни работи. Многу малку тоа што се борат за сите тие нешта, навистина се грижат за благосостојбата на оние луѓе со кои ќе треба после да управуваат. Целта е земната власт. И тоа е најглупавата амбиција во животот. Благородната амбиција е стремежот кон Божјото. Зашто еден ден кога Христос ќе дојде, тој ќе го даде вистинското богатство, вистинската власт. Тој не поставува да владееме заедно со него на неговиот престол со сето создание. И тогаш се добиваат сите
министерски места, тоа што добиваат оние функции кои устануваат во целата вечност. Да, има цена. Цената е многу разумна. Не е неразумна. Разумна е. Дај го на Христос оно што самиот и така не можеш да го зачуваш. Ако ти не можеш самиот да го зачуваш, тогаш дај го на оној што може да го зачува. Господ да ни дава мудрост и навистина да го живееме животот така како што Бог сака, правејќи ги вистинските сделки во нашиот живот. Оние кои во вечна полза.